Малку руска, по некоја кифличка, една, две сарми и домашна ракија или вино. Граѓаните не можат баш да ја почувствуваат магијата на новата година и Божик. Повеќето, празниците ќе ги минат во домашна атмосфера, со скромна трпеза. Причината на сите им е јасна, како и цела година, така и сега. Мора да се штеди, оти пари нема. За да го соберат семејството на маса и да си овозможат празнична атмосфера, крателе од други потреби во изминатиот период. Спазаривте ли за новогодишните празници? Скапо ли е по маркет? Скапо е, да, испазаривме скапо ова година. Која е вашата желба за 2024? Повеќе среќа, радост, љубов, здравје. Што да пазариме? Пензија не ни дадо. Скапо ли е по маркетите? Па скапо е, како? Дома најверојатно. Дали испазарите за новогодишните празници? Да, Скапо ли е по маркетите? Па нормално дека е скапо. Скапо е, да, за нашиот стандард се е скапо. Граѓаните имаат безброј желби. Си посакаа здравје пред се, а за пари велат колку има, толку. Си посакувам здравје на себе и на моето семејство и на сите луѓе. Новогодишни желби имам пуно, ама дали ќе се исполнат, тоа е друга работа. И за Дедо Мраз и за дечињата, здравјето е најважно во новата година. Да бидат сите здрави, среќни, да ги израдуваме најмладите. Да сме живи и здрави. А што сакаш тебе Дедо Мраз да ти донесе за нова година? Кукола. Што се однесува до еуфоријата, плоштадот Македонија е украсен, но без некоја посебна празнична магија. Ведрина на лицата на луѓето, како да нема, но сепак сите се со надеж дека наредната година ќе биде подобра. Деновиве сите патишта водат кон плоштадот Македонија во Скопје. Детски џагор, родители со деца е главната слика на ден пред новата година. Иако испраќаме година која беше економски тешка, изгледа граѓаните колку толку се обидуваат да заборават на секојдневните проблеми. Стравот од празни џебови посе изгледа дека останува и за новата 2024. Но за момент секој сака да се опушти и со насмевка да ја дочека годината пред нас.